Драги наши, добровечер и добре дојдовте во најновото издание на подкастот Делчево 365. Вечерва ќе зборуваме за комуналната култура, хигиената и грижата за чиста животна средина, а наш вечерашен гостин е нашиот сограѓанин Крум Николовски, кој што скоро целиот свој работен век го помина во комуналното одделение при општина Делчево, а години беше и раководител на истото. Добро вечер и добре ни дојдовте. Добро вечер, добре најдов. На почетокот да ни кажете колку време работевте како раководител на комуналното одделение? Па мене во општината ми беше четврто или пето вработување. Така се деси на мене во животот. Почнав со работа од почетокот на 2001, па се до крајот на 2015, во јануари 2016 замина во пензија. Тоа се полни 15 години и 1 месец. Што ја поттикна да ја прифатите оваа функција во времето кога првпат тргнавте на работа таму? Како да ви кажам, прво, кратко речено, екзистенцијата. Најпрво јас бев професор по хемија пред да идам војска во гимназија. Во Каменица предавав хемија и познавање на стоката, односно тоа кажува на српски роба, да не кажам како што вика еден градоначалник од Струмица, менјамо стока, значи по нашо е стока, а роба е роба. Тоа е предмет за оние што се во угостителското. После отидов војска, после мене дојде Драгутин Траловски, може да го знаете. Кој се вратив, знаете, не може да земе некој 20 професори, дневници да идат во исто клас. Секаде може да има и плюс, вишок работа, ама тука некаде ќе му се најде. Во образованието не може, или тогаш не се делеа паралелките. Сега се делат цапкат, па дури и до 5 ученики паралелка, но тоа малку на шала. Се вратив од војска, инаку ја бев член на Сојуз на комунисти 15 години. Од студентски години, уште чувам легитимацијата, членската книжка на Сојуз на комунисти. Отидов кај тогашниот председател на секретар на синдикатот, Ванчо Стојковски. Му викам, слушай, јас сум без работа. Вика, не можеш да идеш без работа, вика, како комунист без работа. Сега да кажеш дека партиски се вработив. И втор пат се партиски вработив. Прв пат 81 од почетокот на 81 во Југовитропан, таму бев 20 години. Заедно со Технозавод, напуштив, отказ не сум добил, секој се ја заминував и 2001 пак партиски се вработив во општината. Како изгледаше комуналната хигиена во градот кога вие започнавте да работите? Неа може да ја поделиме на два периода, до 90-та година и после 90-та година. Бидејќи до 90-та година воопшто во Македонија, во нашата тогашна Социјалистичка република Македонија, немаше толку пластични, 5 амбалажа, пластични шишиња, потоа амбалажа друга, па обвивки од полиетилен. После тоа, 90-та година, нагло почна да се употребува пластиката во секоја сфера. Нема сега, не може да замислиме производ да не биде пакован во пластична фолија или во пластична амбалажа, заради тоа што стаклената беше скапа, потешко се манипулира, треба да се враќа назад. Од тога се појавија огромни количини на комунален цврст отпад, кој е различен, да речеме, од органскиот растителен отпад. Оној кој највеќе штети и највеќе пречи воопшто во секојдневното живење. На почетокот, значи, тоа едеше постепено, луѓето дали нешто од срам, па постојат срам, страф и почит. Јас секојаш викам, на 3 столба се држи еден човек, едно суштество, едно страф, срам и почит. Почит веќе многу опадна на многу ниско ниво, тоа зборувам за мнозинството од граѓаните, не за сите. Срамот и тој го снема, исто како почита. Стравот, знаеш како го дефинирам? Абе, сега сме ние на власт, дека пак мене ќе ме казнат или било што. Зашо? Или јас ќе фатам врски, па нема да ме казнат. Така да тие три
столба на кој може да се подпира човековото живење, односно начин на постапување во средината, меѓу луѓето и воопшто во животна средина, се повеќе ги нема и така да сега имаме период каде многу луѓе ќе фрлат, ќе остават било каков комунален отпад без срам, без ништо, да не зборуваме за опушоци од цигари или било што. И често ќе речат, свестен е на ниско ниво. Истите наши луѓе кои идат во Германија, во Италија, во Швајцарија имаат многу високо ниво на свест. А истите тие луѓе тука немаат. Немаат како ние што тука немаме. Пак зборувам за мнозинството на граѓани. Да не ме сата дека сега па никој не е совесен. Значи, свест нема да очекуваме да дојде на некое повисоко ниво на еден начин, освен со казни, ништо друго. Јас тоа го видел во моето 15 годишно работење, дека свеста може само да се стекне во глава, да се стави ако те удат по жебот. За почеток може би да биде малку, ама со секој казнување човек станува посвесен. Јас сум казнуван за брзо возење и тоа со фичо, може да се замислите, со фичо да те казнат за брзо возење, оно едва оди 60, ама беше 50. И знам сега никош не го правам ова, затоа што казната за моје добро, а не за полиција. Значи ли тоа дека години наназад луѓето или како поединци многу повеќе внимавале на чистотата отколку денес? Мислам дека многу повеќе, затоа што пак имаше страв, че ме казнат, че греото е ова, па срамота е ова. И од домашно воспитување. Што ќе го направиме, ќе гледа човек да ако нешто фрли да не го види никој и ќе го фрли. Ама сега можеш, ако појдеш од Делчево, може да се излезе со возило на 11 места. Јас за мој период на работа сум ги одел сите 11 места почнувајќи од патот за Звегор, за Габрово, па намо полето и тие по рајовите нагоре, па десно на кај Голак. Скоро на секој место има фрлено многу комунален тврд отпад. Цели вреќи. И сега како е несватливо за луѓе кои во Бригалница, нашата комунална организација, јавното комунално претпријатие, го земаат отпадот онолку колку што е создаден. Значи не се наплаќа по кубик, значи по површина или по тежина. Ако и тоа се воведе, иако законски може, се наплаќа по сторена, тоа е најправилниот начин, ама тогаш уште повеќе ќе се фрла. И покрај тоа што се целокупниот отпад ќе го земат работниците од комуналното претпријатие, луѓето го фрлаат. Несватливо е, ама го фрлаат. Дури ќе возат подалеку да го фрлат, а зошто го прават тоа не ми се. Не може да си го опишам. Кои беа најчестите прекршоци поврзани со хигиената во минатото? Најчестите прекршоци беа во периодот кога ја тргнав на работа, постоја контењери на улиците. Тие се поставени 86-та година последна, а 84-та понапред се платени од граѓаните. И тогаш градоначалник беше покојниот Мирко Иванов, му викам градоначалник би во сите општини, јас пошто како член на извршен одбор на Сдружение на комунални инспектори, сите општини ги повлекува контењерите, бидејќи контењерите почнаа да прават проблеми. Секој сака контењерот да не е блиску до него, ама да не е ни многу далеко од него. И секојаш се поставувани на некој начин дека еве баш во таа куќа никој не живее и ќе го оставиме контењерот. Луѓето ги фрлат се и се што во контењери, па дури и градежни материјали. Па кога ќе дојдеше возилото да го крене, имаше два камиона, еден германски и еден, не знам, че не си италијанско беше, хидравликата ќе попушти, ќе се скине црево, не може контењерот да се качи да се испразне. А начин на празнење дојде после со рокопач,
го врзат со сајли, сенџери, да го завртат наопаку, за да може да испадне тоа што има во него, за да се покледачно товари. На секој континер пишуваше не пали, на секој континер пишуваше не пали, а скоро секој континер чуреше. Да. Во тоа време. И се согласи градоначалникот да ги повлечеме континерите, тук имаше отпор на 2 места, не да наведуваме имиња, едниот човек не е жив, покоен, другиот е жив, не даваше да ги тргнеме континерите, оти треба да се скупат канти. Беганът се ги даваше на 12 рати, иако можеше да ги дава и поевтини, оти имаше и поевтини, оние од 120 литри зелените канти што ги имаме сите. Дури во проблеми со континерите имаше и тепачки меѓу соседи, па одење и на суд. На улица ова горе е Ѓорче Петров, под неја е Никола Карев, под Никола Карев таа улица, пак да не спомнувам која, оде на суд околу тоа. Значи, во континерите беа злоупотребувани, бидејќи таму не се ставаше комунален цврст отпад. Комунален цврст отпад значи отпад од домаќинството. Амбалажа и се што се ствара од дома. И растителен отпад, иако тој не е загадувач, меѓутоа и тој го беше во континерите, али таму можеше се најде и делови од коли, тогаш па не се откупуваше железото, па цели врати од некоја кола. Какви беа казните? Казните во Делчево, да кажам, иако баш и не е закажување, годишно по 150 имаше поднесување прекршни пријави до судот. Комунален инспектор поднесува прекршни пријави до суд, меѓутоа судот пресудуваше опомена. И се платеше само паушало за изготвените пресуда, опомена, така да ниедна казна судот нема пресудено ефективна парична казна, што ја еднаш бев кај председател на судот, тоаш председател беше Илија Попов, сега пензионер. Викаме председателе, ја раководител на одделение, ти си председател на судот, само опомени, луѓето свикнаа дека ова малку е повеќе како ќе заплашиме мечка со бубалечка, вика нашиот народ, оти не наплатите казни поголеми, вика тоа не е ни моја, а не па твоја работа, одлучува апелација, одлучуваат во собрание. Мислам дека и ден денес нема наплатено казна. Јас така мислам, може би не сум во право. Јас додека беа раководител немаше наплатено. Имаше само изречени опомени, па неплатени опомени, па од 1500 денари одеа до 12.000 денари, знаете извршителите што прават? Така. Чум го дават на извршување, извршителите заедно со адвокатите ќе го одадат човек. Ќе плати 12.000 денари за 1500 денари неплатен. Заборавил да плати или мисла дека ова ќе се распомени и така. Исто најголем отпад и тогаш и сега прават автомобилските гуми. Тие се во категорија опасен отпад. Затоа што нивното распаѓање е долготрајно, а се добива со вулканизација на каучук, со сулфурирање и распаѓањето на гумите загадува и почвата, и водата, и воздухот. Но кај нас неколку луѓе има вулканизери што менат гуми, никош не е направено каде одат гумите. Откако човек ќе ги смени гумите, ги остава и си оди. Понекој пат вулканизерот ќе му рече, земи си гумите, однеси ги дома. И дома да ги однесе, пак некаде мора да завршат. Тие завршуваат, затоа еден наш верски, сега тој не е ни верски, пагански обичај, да на поклади се палат огнови. Ама некој се палеа огнови со отпадоци од пченка, суви гранки дрвја, и се прави огнови, после тоа се помина на смрика, сега е со гуми, што е страшно. Може да видиме ако сме живи сега, обично покладите се на крајот на февруари или почетокот на март, зависи кога
оти са 7 недели пред Великден, кога се паѓа Великден, али тука се од 20 февруари до 7-8 март, и тамо на кај влезо на манастирско, манастирот, кај манастирски ендак, уште сега има жици, нели, гумите имаат внатре излиено жици, за да не покажа да не се гумат, уште стојат жиците, значи децата, односно и повозрастни, не само деца, со трактори носат гуми, и тоа може, инаку регулирано тоа во законот. Гумите во законот за јавна чистота. Во член 14 има 33 алинеи во кои е кажено се што не смее да се остава да се фрла, наведени се и гумите, дека треба да ги предадеш на овластена фирма која ќе понатаму ќе ги употребува каде што употребуваат, се сечкат па се употребуваат за секундарно гориво, ама тоа кај нас барем во Делчево не е пракса. Што сметате дека денес е најголем проблем кога станува збор за јавната чистота? Па мислам дека, јас отидов во пензија пред 10 години, за еден месец ќе полнам 10 години, тогаш имаше 20 инспектори, комунални, животна средина, граđен инспектор, инспектор за сообраќај и патишта, инспектор за домување, 20, после уште 20, дури 4 комунални редари, тие се воведени со законот од 2008 година. Повеќе беа луѓето на терен. Ако си на терен, луѓето имаат пак ќе помине инспекција, ќе ме казна. Сега, како да ви кажам, јас 10 години не сум видел ни комунален редар, ни инспектор на терен. Еве на улицата кај живеам на Партизанска, не сум видел. Па некој пат во шалата им рече, бев им ръководител, дојдете казнете ме барем мене, да има дека сте некого казниле, за да запишете во вашето годишно работење. Решението е одење секојдневно на терен и казнување, без разлика на се колка е казната. Пак тогаш беше воведено во закон за јавна чистота дека граѓанинот, прекршител може да ги одработи таа казнена сума од 50 евра, тоа се 3000 денари, по 1000 денари ми се чинеше дневно, во Брегалница, во комуналното предпријатие да врши одработување. Па еднаш се случи да во еден ден 50 души, имаше казни и по 50 души, по 50 луѓе на ден, ама и полицајците имаше право да казнуваат. Униформирани полициски службеници. И ќе се натрупаа кај Розета, уште мислам на работа Цонева, и вика, што да ги права? 30 души дошле, ја немам 30 лопати. Да им дадам за да одработат 3 дена. Луѓето обично, некој понешто ќе зачистеше, некој така ќе се држа, за лопати немаше, ова не даде ефект. Исто како да го спомнам ова ден на дрвото, да садија својата иднина. Во еден ден садевме по милиони садници. Ништо тоа не беше затоа што се случувало ние да одиме да пошумуваме, а има снег 10 сантими. Знам во Видечки пред 2000 година снег. Треба да се засади дрва, ама за периодот од ноември до март, а не во еден изден. Ама така беше тоа. Дали порано постоеше поголема свест дека јавниот простор е фактички заеднички дом? Што знам, луѓето порано до пред приватизацијата се сметаше за јавен простор и самите згради, иако катастарски имаат дворно место, ни една зграда, мислам колективните стамбени згради, не индивидуалните, дворното место не е заградено, меѓутоа во законот од 2008 година беше дека во собствениот во дворното место можеш да оставаш огревни материјали и материјали кои инертен отпад се вика, тоа е што не испарува на температура и што влага не се распаѓа, тоа е инертен отпад, за да привремено да го оставиш и за да
после завршиш работа. Во индивидуалните дворни места секојаш било уредено. Луѓето, има и таму некои домаќини кои се ептен големи домаќини во наводници, меѓутоа 90% луѓето се одржуваат, имат свеќиња, има се, а јавниот простор го сметаат за туѓ. Тој е ничи, тој е на државата, на општината. Сега гледам дека се повеќе се чисти и тоа допринесува луѓето стварно да пазат. Ако е се расфрлено и понатаму ќе се расфрла. На мене ми пречат континерите кај за бившата стоковна сега таа Палма пицеријата. Не знам како е, моментално ми тоа беше страшно. Ама тие се така ставени од повеќе стамбени згради и са зацкриени. Континерите треба да ги види секој, за да гледа дека кој ќе иде јас да исторам, не ќе да се доближам до континерот, тоа исторам тука, или целата веќе ќе фрлам. Сега може би таму некни промена беше уредено. Дали е сега се уште уредено, не можам да кажам, не сум бил. Меѓутоа таму останаа уште тие континери, има 27 стамбени згради во Делчево, не рачунајќи ги двете нови што се направени, па се градат уште 3. И кај нас со законот за домување се воведе институцијата управител на згради, стамбени згради или собир на собственици. Избираат председател, не куќен совет, на собственици. Па тие одлучуваат со гласови по процент колку квадрати има стамбена површина. Не знам и дали има инспектор за домување, меѓутоа за Делчево решение е управител на згради. Што значи тоа е правно лице кое ќе управува со зградите и граѓаните ќе плаќаат, секаде се плаќа, не постои нешто да не се плати ни една услуга, нема ништо без пари. За теково одржување тоа е за струја, за плаќање, за и инвестиционо, за покривање, за менење било кој дел мора да се реномира, се има рок на трајање. Ама мислам дека кога бев на работа, не им беше во кеф на градоначалник да воведе управител на згради, бидејќи тоа ипак ќе чини 500-600 денари месечно. Колку што гледам во Скопје, исто е таму. Ама се знае, ти плаќаш, он си одредува кој ќе чисти. Јас живеав 33 години во колективна стамбена зграда, тука спрема собранието, и секојаш имаше проблеми и од таму почнуваше нехигиената. И од таму оставаа луѓето покрај самата зграда. Инаку, вие векате што најповеќе. Најповеќе комуналниот црс отпад, отпуштањето на фекални води нема. Освен ако некаде се јави дефект на канализацијата, може да се појави, или во делови на градот каде што се уште не е изградена, на другото место е регулирано. А најголем проблем ни прави растителниот отпад кој не е загадувач и може општината да го посебно, ама треба да селектира, дома да го селектира и да го компостира, односно комуналното предпријатие да врши компостирање, кое се употребува после за органско ѓубриво. Тоа во Паланка одамна го, Кио Паланка, накратко ја викам Паланка, го има решено. Предлагав и кај нас да биде тоа да му кратко кажено нешто да речеме како базен направено, големо, ама без вода и таму се истура растителен отпад. За 2 години тоа се сето скапе, заедно со калифорниските црви го преработат и се користи за прихранување на цвеќиња, паркови се така. Дали примерот од дома и училиштето порано имаше поголемо влијание? Мислам секако. Секако, демек, како да кажеме, дома, кој што ќе кажа родителите, децата,
тоа го прифаќа здраво за готово така. Сега малку поинаку, најмногу социјалните мрежи, гледам во Австралија забраниле, слушавте, до 16 години да не можат да користат социјални мрежи, не ми е познато како ќе се забране тоа, не се разбира во техника. И јас, меѓутоа, на сите тие и на социјални мрежи, и на телевизии, премногу насилство има. Премногу насилство и премногу негативни херои. Победник е оној кој направил највеќе лошо. Тоа го абсорбира малку во нивните млади глави и така тргнуваат наопако. Но, за жал, има добри деца, има добри луѓе, млади, и мислам дека нината, како што ви кажете, нината е на младите, дека и тоа ќе се надмине, ама многу бавно ќе оди. Дали комуналниот инспектор или редар, небитно, некогаш имал поголем авторитет отколку денес? Ако ги споредам вака општинските инспектори, комунален, градежен инспектор за домување, сообраќајен инспектор, мислам дека комуналниот инспектор е на најниско летвица, најниско ниво, на најнисок степен, на вака на почет, затоа што сега ќе спомнам, ми се случува да најдам фрлено шишиња таму во расадникот, кај што беше старата циглана, колку сакаш куп шишиња и тоа по 2, по 5 литри, викам што правите, бе, зошто фрлате? Земи си ги ако ти требат, разбираш ли? Земи си ги ако ти требат. Сепак, стравот од граден инспектор е поголем, оти може да се дојде до рушење. Јас во моето работење и тоа доживеав рушење 2006 година и тоа бев еден инспектор и раководител. Срушивме околу 45-6 објекти, нешто сами се слушија, нешто не ја слушавме. Тоа се треба да се руши во почетокот, во темелите, не од кај изградено и се. Но тоа е. Што најмногу ве разочарува како ќе ја споредите состојбата денес со онаа порано? Носталгијата. Порано ми се чини беше подобро, денес дали годините, дали што ме разочарува тоа што мислам дека треба логичко да биде подобро. Секој нареден ден да е подобро од претходниот. За јота, како викаат, за милиметар. Ама не е така. Не е така. Сега не су видел скоро да има кршење на дрвца украсне. Пред 15 години тие дрвја што се од мостот надолу и од мостот нагоре јас ги донесов од Доброшаве, од кај Куманово, мислам со ме прати градоначалник Илчо Илиев, после Мирко Ивановски и са засадени. Јас со камионче на Југо Тутун ги донесов. После до недела имаше десетина скршени. Имаше посадено по булевар Македонија, од бензинската па сега тамо добро уредено и тамо се кршеа дрвцата. Сега не сум видел или сам слушал дека се искршени дрвја. Значи, и тогаш младите ги кршеа. Ке знаеш, после околу некоја дрво испиени Крали Марко и што ти ја знам, скопско пиво и друг алкохол. Сега мислам дека многу напредното во тој дел да не се уништува урбана опрема. Постои урбана опрема се и чешмите. Чешмите што ги има во градот, фонтани. Со законот од 1 ноември до 31 март тие треба да бидат сопрени, па тие малку поголемите и покриени со церада, како ова тука кај Палма, за да им се продолжи векот. Ама се случува да ти идеш во јануар и колку сакаш лед, чешмата тече, ледот навлегува во пукнатините и ги уништува. Тоа треба да го комуналниот инспектор да го задолжува комуналното предпријатие, јавното комунално предпријатие да се затворат чешмите, бидејќи
тие се окрас на градот. Кај нас ги нема многу, ама се пак тие кои ги има, толку се, колку се, толку се. Има ли некоја анегдота или ситуација што добро ја осликува разликата меѓу тогаш и сега? Анегдоти колку сакаш има многу, ама како да ви кажа, например, наставник, нека да му кажем името, во втори район, кога требаше да купуваат канти, не сака луѓето да купуваат канти, бе викам, ти мораш да земеш канта. Зашто? Немам улица, немам асфалт, немам тоа. Ама викам, наставниче, правиш ли ти разлика меѓу комунали и комунални услуги, комунални дејности? Комунали, ти во градба ти се гледа, да си платил ни комуналните давачки, не е направено. И да си платил, пак не е направено, не може да се постигне секаде, меѓутоа комунална услуга. Ти правиш ли отпад? Не. Вика, не прави. А наставник во Ванчо Прке. И тоа, како можеш да им кажеш на децата? Не бе, вика, ја не прави отпад. Ајде, ти си јадал барем еднаш во животот рибна конзерва, има прво хартија, а има лименка. Јас сум јадал. Ами што ќе правиш со лименката? И не ја може да ја зедеш? Јас ја носам на нивата. Од селото, па да не кажем кој е селото, иако е прилично далеко, 10 километри. Кога не можеш него да го убедиш дека треба да има канта, си викам, како да убедиш некој друг кој е веќе старец со 70-80 години и било што. Имало еден случај кога еден наш граѓанин кој мораше да се стават дрвата во приватно дворно место, а се работи за Делчевчанка, и му викам, слушај, мора да ги поместиш дрвата. Сите ги собраа и ги натрупаат точно пред влезо на зградата. Беше многу грозно. Ама таков е законот, мора во дворното место. Рече, ја ќе плата казна. Јас знам кој те е пратил, вика, разбираш ли? Се работеше за антологиски секретар, така го викам, ја не е жив, Бог да го прости. Викам, слушај, тргне ги, иначе мора да пишем казна 50 евра. Пиши слободно, човекот не согласи да напишеме казна, исти оти да ја плати. И дрвото остане. Да, ја плати, беше му кеф да плати, затоа што ама по некој пат се предпишуваат нашите закони од Европската Унија и се фалиме дека не е. Ама некои членове не се применливи, не може кај нас. Нема услови за да се применат кај нас. Например, сега сношти или вчера читав, оделе комунални инспектори или редари, не знам колку ги има, на време ги имаше еден булок, ставане налепници на колите, хаварисани возила, кои треба да ги отстранат. Но дава рок. Или да се пријавуваат луѓето што горат текстил. Абе, сака се викам на себе. Но тоа е пред 20 години регулирано, од 2008 година. Значи, возило не смее да биде поставено, хаварисано, воопште никаде, а оние во возна состојба има знак дали е дозволено или забрането паркирање и застанување. Ама ако тргнете од мостот на вамо на кај по Светозар Марковиќ улица, ќе видите дека постои знак забрането застанување и паркирање, колку сакаш има возила паркирани, а лево е паркинг градски, да се наплаќа. Ама и уште да се наплаќа, кај ќе му е крајот? Да се наплаќа, па имаш колку сакаш возила. Овие кладилниците. За стариот културен дом, што беше сега зелената зграда. Да не набројуваме анекдоти колку сакаш, иако некои се малку смешни, ама така. Што би им порачале на денешните комунални и редари и инспектори? Само да гледат законот, ништо друго. Законите, закон за имуществото, закон за градење, односно он се вика, ако исто и закон за постапување со бесправно изградени објекти, тоа е еден од политичките закони. Таков закон донесен на 3.3.2011 не е имало, нити ќе има. Тоа беше чисто за 2011 за избори, закон во кој
после 30-40 години ќе решаваш дали да му се руши објектот или да се легализира. А што ќе го правиш, кога ќе го легализираш така како што е? Имате Звеговска река, кои се израз на ниви и сега луѓето не може да си влезат дома. Ајде да речеме први, втори, трети реон, тоа е од времето на Отоманската империја. Не се само сите таму живееле турци и православни, и македонци живееле, ама таков е простор, мора така да биде. Ама во Басарици и во Звеговска река да не можеш да одиш до дома, затоа што секој гради до мене да мора да дојде, а за мене натаму Нека се не мора, нека се снаоѓаат. Значи законите, закон за животна средина, закон за комунални дејности, ако се читаат, а таму само 2-3 члена треба да прочиташ. Што се смее, што не се смее и колку ви се казни. Дуго не. За крај од овој наш разговор јас сакала да зборуваме на една друга тема што не е поврзана со ова што го зборувавме сега, меѓутоа јас од вас имам слушнато една многу убава приказна за црквата која што била кај гимназијата, а е срушена. Дали би сакале да ја споделите со нашите гледачи? Ова што мене ми кажувал, јас имам еден кумашин во Кочани и неговиот татко ми кажуваше, ако е тоа вистина, значи тоа го кажувам, колку тоа има вистина, не е некаде запишано, но кажување. Се извинам. 29-та година од Штип до Кочани е направена пругата за само една година. И експроприација, и изградба на пругата. Сегашно време 5 години не може се треба да поминат експроприација, бидејќи жалби, тужби до Врховен суд, малку платено, ич не платено било што, е направена пругата. Другите пруги се правени во Отоманската империја. Во кралството Југославија е правена од Штип до Кочани. Александар I Караđорđević, он е роден во Цетиње, и убиен во Марселј 34-та година, на некои негови 40 и некоја година. Дошол со возот, први воз што ќе дојде од Штип за Кочани, тој бил во возот, да направи една паралела дека Тито има одело најмногу до Штип, односно до Балван, не до Балван, туку до Крупиште има еден споменик правен за убиени од германците, претежно жртви на фашизмот, граѓани, села истребани, а има одено и до Сарамзали, во Стромица, Сарамзали, на отварање на оранжери. Тоа така се викам, нема врска. Тито бил 11 пати тука, крал Александар си бил на своја земја, Тито барем беше на наша македонска. Дошол Александар во Кочани и првенец во Кочански, тогаш имало, од секоја власт не на ставани од наши луѓе, само се разбира, на ич мора да си. И држал говор. Кога заставал возот, кралот од прозорот ќе држи говор, народ собран, некој доброволно, некој мора да иде, мора да има многу луѓе. И почнал да кажува на луѓето, луѓи, ја не знам многу српски, многу ми е слаб српскиот. Луѓи, ова што видите ова не е човек, разбираш. Покажува на кај крал. И овој полицајците одма се фаќаат за пендреците. Ово е Бог. Значи, ова не е човек, ово е Бог. Види, он што е нам направи, саградило да имамо воз и се. Дента, како се викаше жена му, ја не знам, дали беше Марија или можда не беше Марија, жена му на Александар први, со чеза, тоа е конска кола, со 2 тркала и со 2 пара коњи, од Кочани преку Истибања отишла на Говедар. Говедар е место кај наредина кај Цера. Цера има горна и долна, и едно место, равница Говедар, до 12-та година
Заедно биле и бугарските и српските војници, уствари тоа биле наши луѓе кои јас ќе носам шајкача, Оливер ќе носи каскет бугарски, и јас сам српски војник, кој е бугарски војник, мнозинството са били наши луѓе. Биле заедно во Деров, кога завршила Првата Балканска војна, набрзо почнала за неколку месеци Втората Балканска војна меѓу србите и бугарите, и има многу луѓе загинато. Тоа со години имало коски расфрлани. Животните, диви животни и птиците исковале, али коските останале. Се соберени тамо, се чуваат во подрумот на школата во Цера. Сега не верувам дека тамо има школа. И она отишла да ги посети, да се поклони за покој на душите на српските војници, знаеше. А отаму сочедата дошла во Царево село. Тогаш во Царево село дрвениот мост постоја, јас знам од 6-та година, пред 6-та не знам, и каде што е гимназијата, ставиле камен темелник на црквата Свети Кирил и Методија, Чирило и Методија. Црквата е градена сигурно 3-4 години. Таа не беше осветена, ја имаше ке поп Методи Ѓорговски, назорам доктор татко му дома фотографија, сум ја гледал, сум бил ке нив. Бугарите биле овде од 41-а, не дошле тие на Благоест на 7 април. Тие дошле на 17 април, али не е битно. Администратори дошле по сегашното. Понапред окупатори, сега администратори. Не ја срушиле. Црквата не е срушена. И после војната имаше едно предпријатие, се викаше Обнова, градежно предпријатие Обнова, правеа куќи. ГП Обнова, тоа е претходник на Гранит. Ја користиле за магазин, за дачки, за лепчи, за бушно, за алат. И мислам дека 61 година почнала да се руши. Јас ја затеков полуразрушена, кога дојдов овде пето оделение, купишта камења, после ние уредувавме школскиот двор, немаше ништо. Школскиот двор беше вака, гимназијата. Тоа била голема или мала црква? Голема, огромна црква. Може би поголема и од таа сега што е во Ново Делчево. Голема црква беше, ама неосветена. Не може да се рече. Кој ја срушил црквата, се знае? Па тогашната власт, тоа е негде, ако е 6-та година, мислам дека председател, ако е бил Саврија Мемишев или Димитрија Петровски, после Славе Доводи, Атанасов, не можем да знам, важно, имало одлука сигурно на општински комитет, партиски, дека не може црква и школа да бидат една до една. А било добро да останало. Споменик. Така, штета. Ви благодарам многу за овој разговор. Благодарам и на вас, што ме поканивте. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте и поздравуваме нашите пријатели од Хотел Либеро и се дружиме за 7 дена. Убава вечер.